биде ова вистинска, не церемонијална, туку работна средба, каде што точно ќе ги дефинираме нашите следни чекори и нашата политичка артикулација. Овде има голем политички потенцијал и да не заборавиме, не чекаат можеби набргу предвремени парламентарни избори, може веќе наредната пролет. Ние ќе треба политички да се артикулираме, да настапиме силовито во моментот кога тие најмалку ќе очекуваат. Нам ни треба силен македонски блок во тоа собрание со папети, со кукли, со луѓе кои што не размислуваат, кои што се под партиска директива, подгазени и гласат едногласно. Нам ни треба македонски блок, да не бидеме уценети, како што сме уценети. Ние на секој избори правиме отстапки, и тоа катастрофални по нас отстапки. Замислете се прифати тиранска платформа, замислете стана двојазична држава, замислете не го заштитивме нашиот македонски јазик со јасни казни, санкции за непознавање на единствениот официјален јазик на државата. Така да сите сме виновни и не можеме да избегаме од таа вина. Ние премногу комотно се однесувавме, како да сме обезбедени од сите страни, како да не сме на удар точно од сите страни. Знаеме со какви соседи живееме, знаеме за нивните неизживеани соништа, за големи земји кои што се простираат од море до море, а ние мислевме дека нашето прашање и дури по наша штета е затворено. Затоа ми смета овде кога пишуваме окупираните територии во Албанија, Грција, Бугарија и така натаму. Драги мои, во моментот и самата Македонија, ова што е окупирана територија. Тоа е најпогубното чувство. Знаејќи ги сите овие поидовни работи, што се многу лоши, ајде да направиме една вистинска стратегија, која што нема да се сведе само на патриотски пароли, туку како да ја скршиме кичмата на ова што сега ни се случува. Џабе ќе зборуваме кој е по-патриот и ќе ги ставаме лавовите и знамењата. Ајде да седнеме, да направиме план, чекор по чекор, што треба да направиме за да ги добиеме следните избори. Друго чаре нема. Видовте како се однесува на председателските избори, видовте дека цензус мораат да лажат и да го пакуваат. Јас дури очекувам сега дека и ќе го тргнат цензусот, уплашени се дека не можат да го стигнат. Дајте да се спротивставиме со реални работи, да бараме реален изборен модел, реално финансирање на партиите и здруженијата, отворање на независни медиуми. Дајте да се помогне да отвориме собствена телевизија, собствен портал. Значи, за мене, веќе бајките престана, живеам во сурова реалност, ние мора да обстанеме и да ги добиеме следните избори. Друго чаре немаме. Ви благодарам. Благодарим. Следно би го повикала господинот Горан Зафировски од Работничката партија на Македонија. Мора повелете. Горан, повели овде. Немаш микрофон. Кај се движите микрофон? Па таму е, ама не може да стигне до ми сега Како? на врата. Позади луѓето. Добар ден, почитувани делегати и гости. Чест ми е да ве поздравам, да ви посекам успешна работа. Ние денеска имавме пресконференција во 12 часот. На таа пресконференција наша тема беше промена на системот кој го живееме во нашата држава. Како успеа да ни го сменат името и за 11 пати да ни го срушат стандардот за последните 30 години? Со системот во кој живееме, што бараме ние? Бараме тој систем да биде организиран по принцип на системите во модерните држави. Зошто кај нас платата изнесува 200 евра и нема работа? Зошто нашите луѓе избегаа во странство?
Затоа што тие луѓе што избегаа во странство беа браник на државата и да беа тука, да беше системот добар, сигурно немаше да ни се случи ова што ни се случува. Тие најпрво нас не направија педотие, сиромаштија, како што кажуваат, да не го именувам Менделеев, мислам руски филозоф, изгладни го народот до смрт за да можеш вечно да го владееш. Меѓутоа, тој систем има многу работи кои функционираат на начин кој не дозволува човекот да дојде до израз. Затоа, ние денеска со нашето барање за промена на системот, осим што нашите размислувања ги ставаме и ги даваме да дојдат до ушите на луѓето, ве повикувам и вие да дадете ваши размислувања како да го смениме системот за да биде померка на човекот, на македонецот што живее во нашата држава. Ви благодарам. Следен кој бе разбор? Значи, во ред, Гоце, представник на координативното тело на македонците од Европа. Почитувани присутни на Македонската национална обединителна конференција. На почеток дозволете ми да се заблагодарам на поканата да присуствувам на оваа конференција како делегат од македонската диаспора координативно тело на Европа. Се радувам што ве гледам во толку голем број. Не се сомневам дека сите ние кои денеска сме тука ги делиме и сите вредности, мислејќи на Македонија од почетокот до крајот на денот. И токму тоа се радувам што ве гледам во толку голем број. Не се сомневам дека сите ние тука денеска сме да ги делиме истите вредности, мислејќи на Македонија од почетокот до крајот на денот. И токму тоа не прави нас поразлични од сите партии кои не доведоа до овој степен на губење на нашата татковина, а тука пред се мислам на актуелната предавничка власт. За нас Македонија е исклучителна емоција и мотивација. За нас Македонија е нашиот татко, нашата мајка, нашиот сосед, нашиот колега. За нас Македонија е нашата обединета диаспора која не представува ни светот и продолжува да ја промовира нашата земја во најдобро можно светло. За нашата квинслишка влада, историјата и минатото на Македонија се синдром кој што не им дава да одат напред. За нас пак, сите ние денес кои што сме собрани тука, историјата на нашата исконска земја е ветерот кој ни дува во грб и не движи напред кон нови предизвици. Доколку погледнеме назад во историјата, ќе заклучиме дека токму внатрешната неслуга помеѓу македонските револуционерни дејци представувала важен фактор за важни неуспеси кои Македонија наместо напред ја влечеле назад. Нашата генерација денес мора да ја извлече поуката и сите ние кои ги делиме истите вредности за постигнување на консензус по македонските идентитетски прашања, конечно да застанеме заедно сега и овде. Убеден сум дека можеме да ја изведеме нашата држава на правиот пат само доколку чекориме заедно и обединети. При тоа заборавајќи ги комплетно нашите лични интереси и ега и фокусирајќи се единствено на она што во моментот е од судбоносно значење за опстанокот на нашата нација. Имајќи го сето ова во предвид, мојата порака е мощна и јасна. Сите заедно да се погледнеме едни во други, сите да бидеме комплетно внесени во проектот за национално обединување. Само така ќе ја сочуваме Македонија и ќе се чекориме кон воспоставување на нова народна власт која ќе го постави македонецот и Македонија пред било што друго. Мораме да покажеме дека во Македонија, како и во секоја друга достојна држава, јавно искажањето мислење на народот ќе се почитува до крај. А народот недвосмислено одговори. Во Република Македонија службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, а името Република Македонија. Македонците биле се и секогаш ќе бидат единствено македонци. На крај би сакал да потенцирам дека проблематиката околу тоа како Македонија ќе продолжи напред и во кој правец ќе се движи, мора да се решава тука,
во Македонија од страна на македонци кои ги делат вистинските вредности. Судбината на Македонија веќе премногу долго се решава во 4 очи во западните центри кои намислиле да стават крај на нашето постоење. Продолжувам гордо со сите расположливи средства да ја разбранам нашата татковина Македонија и убеден сум дека оваа повелба представува одличен и сигурен старт за понатамошни активности за одбрана на националниот идентитет и интегритет. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ. Браво. Друг има разбор? Господја Матерска повели. Благодарам. Јас пред се извинувам што дојде до недоразбирање и што Македонскиот народно-ослободителен фронт не настапи како делегација. Секако ќе го разберете нашето извинување. Пред се сакам да го поздравам овој собир и ова конференција. Воедно сакам да ве запознам дека пред 2 месеци беше формиран Македонскиот народно-ослободителен фронт и беше одржан првиот конгрес во име на Македонскиот народно-ослободителен фронт. Значи, овластена сум да дадам целосна поддршка за понатамошна искрена и сесртна соработка со оваа конференција. Сега, за да не се расплинувам, пошто сум станала многу вака логоречна во последно време, ќе го прочитам ова само на кратко, 2 реченици. Значи, што е значајно за нас? Во оваа состојба, во каква се наоѓаме, насушна е потребно е оформување на здрава македонска лига. И пораката би била Господи Матерска. Значи, овде има дневен ред кој ќе биде ставен. Апсолутно. Значи, ќе ве молам, продавете го соборот и да не губиме време со овакви работи, па после тоа само ќе дојде на дневен ред и дискутираме тоа. Една реченица само. Значи, што е препораката од Македонскиот народно-ослободителен фронт, како јас негов представник, нели, и моје лично име. Македонскиот чесен, родолюбен народ очекува сериозно единство и настап на ние кои што се одваживме да бидеме на некој начин авангарда во оваа неправедна борба. Уште еднаш го поздравувам овој настап и се надевам на голем успех. Благодарам. Друг за збор? Господин Бранко од Хановер, Германија, представник на Семакедонски национален совет Германија. Добар ден на сите присутни. Сакам да Бранко, сите присутни. уклучи го. Чука ли? Добро, поблиско до тебе тоа беше. Да. Сакам да ги поздравам сите присутни и да посакувам пријатен состанок. Исто така би сакал да ги поздравам сите македонци широм светот, од представниците од Австралија, од Европа и од другите земји. Многу ми е криво што слушам дека македонскиот народ е разединет. Уште пред 3-4 години се залагав за сплотување и соединување на сите македонски организации во една, за да настапиме сите во борба против уништувањето на македонската држава, македонскиот народ. Јас лично како единка се чувствувам многу понижен и многу сум огорчен од политиката на Европската Унија и на така наречените продемократски земји, Соединетите Американски држави и другите кои во име на демократијата прават геноцид врз еден цел народ, врз македонскиот народ, не респектирајќи ги правата, основните човекови права кои се загарантирани со картата на Обединените нации од 1948 година.
Исто така, на која конференција Македонија, Република Македонија, тоест Народна Република Македонија беше исто како основач на Обединените нации. Меѓутоа, дали Македонија била тогаш основач на Обединените нации или не, ние живееме во 21 век, е многу жалосно нас повеќе од 130 земји кои не признаа под уставното име најсилните земји кои истовремено се кажува дека се најдемократски во светот, негираат еден цел народ. За да од надвор ако не негираат, тоа е друга работа. Меѓутоа, многу е жално што ние самите се негираме, што ние за цело време не успеавме да се сплотиме. Многу е жално кога слушам дека се организираат разни здруженија со по 10-15 членови и што битката за Македонија се води на Фейсбук или на другите социјални мрежи. Битката за Македонија треба да ја водиме ние сите заеднички. Значи, битката за Македонија треба да води македонскиот народ, бидејќи јас лично сум погоден и засегнат дали јас ќе постојам или не. Да ја оправдаме крвта што нашите предци имаат дадено, трудот што го имаат дадено за да направат ова убава, прекрасна земја, за да се сплотиме сите заедно, да се организираме, за да можеме да се спасиме самите себе си. Од друга страна, ние до сега ништо не сторихме. Значи, повеќе организации, повеќе здруженија се јавуваат како спасители, како симпатизери, кои сакаат да го укинат нелегалната промена на името на Република Македонија. Сите знаеме, не ви сака да се осврнувам поради што и зошто тоа е направено, кој го има направено, со која сила, со која цел го имаат направено. Целта е ние како народ повеќе да не екзистираме, целта е да не збориме на својот мајчин јазик македонскиот, целта е да бидеме под юрисдикција на нашите соседни држави, да се чувствуваме како българи, да се чувствуваме како грци, како срби или како некои други. Меѓутоа, генот наш е македонски. Тоа го има докажано и испитувањата во Швајцарија, во кои во секој од нас најмалку над 30% од генот е македонски, чисто македонски, антички македонски. Така да ние на ниедна држава во светот не им кажуваме како да се викаат, ниту на Германија, ниту на Америка, ниту на Австралија. Значи, ние не ги почитуваме, тие нас не почитуваат. Многу е жално што некој од нас од економски причини или од некои одработување за некои работи кои порано ги сториле, го продадоа честниот македонски народ кој нема никаква врска со политиката. Многу ми е криво што во селата, во градовите, луѓето кои се честни македонци не можат да дадат удел за ова што ни се случува, а се против ова. Значи, со еден збор не ви сака да одзема повеќе, бидејќи овие работи што ги зборам се општо познати, сите ги знаете. Моето мото е сите заедно од Македонија, претежно од Македонија, Република Македонија, каде што е грото на македонскиот народ, каде што е цен да се здружиме, подпомогнати од сите македонци од целиот свет, за да можеме да урнеме ова непријателска, предавничка власт, која поради нивни лични интереси ги заложува нашите животи, нашиот идентитет и нашата гордост. Благодарам. Тони, што направи тоа? Тони намали го, добре. Ако некој друг не ба разбори, јас би го прочитал писмово на делегацијата на антички македонци од Перт, Австралија. Ме замолија за тоа господин Мече да го прочитам или ќе го прочитате сами? Значи, ова е обраќање на Македонско културно друштво антички македонци од Перт, Западна Австралија.
до Семакедонската обединителна конференција. Почитувани представници на Семакедонскиот национален совет Македониум, почитувани делегати од македонските патриотски здруженија и партии, почитувани представници на македонската емиграција, почитувани академици, медиумски представници, драги пријатели и мили комшии. Како представник на Друштвото Антички македонци, ми представува особена чест да сум помеѓу толка број на патриоти и истомисленици. Дружението Антички македонци од Перт, како дел од македонската прогресивна интелигенција, од секогаш се завземало за зачувување на македонскиот културен идентитет во нашата татковина и во Австралија. Како интегрална единка на македонскиот народ, ние ќе ги држиме постулатите искажани и применети од нашите патриарси и ворачи на македонскиот народ, мноштвото великани, како исконските Филип и Александар, преку средновековните Прохори, Кирил и Методий, Климент, Наум, до апостолите и мартирите за македонско ослободително дело, дејци како Гоце, Јане, Даме, Ченто, Бражнаров, Месирков и многу други, начелата на македонизмот можеме накратко да ги представиме во следниве неколку точки. Под 1. Право и должност на признавање на посебноста на секој народ и култура. Македонскиот народ никогаш не порекнувал право на постоење и коегзистирање на ниту еден соседен народ. Ниту во времењата на светската слава, кога македонскиот скиптар ги владееше сите народи помеѓу Јадранот и Хиндикуш. Не се осудивме да му го одземиме идентитетот на ниту едно племе, народ или нација без разлика на степенот на нивниот културен развој. Дури во времењата на светските солунски браќа, на светите солунски браќа, кога се ширеше христијанската реч и евангелието, во ниту еден случај не сме наметнале јазик, писмо, култура и религија со меч. Нашите прататковци со кротко срце и со мудрост го ширеа словото на Спасителот и не наметнаа ништо со сила на ниту еден народ. Во сите своји мисии, кај хазарите, сарацените и насекаде во Европа ги почитуваа сите народи како различни и автономни. Крушевскиот манифест и заседанието на АСНО во зорите на 20 век збореа за добрососедство и соживот со сите наши малцинства и заедници кои живеат на оваа света земја без разлика на нивниот пол, вера, национално или политичко убедување. Во времењата кога Европа проливаше реки крв во разнобројните револуции и војни, ние, кои се уште певме под повеќовековен јарем, не ги заборавивме идеалите на човештвото за слобода и право на собствен културен идентитет, но како што ние знаеме, во сите времења да дадеме права и почит со иста доследност, бараме такофорност и од другите народи кон нас, за да се сочува мирот и поредокот помеѓу народите. Сакаме да им кажеме на сите, кои мислат дека можат да заработат ситни поени во ова матно време, дека македонскиот народ нема да дозволи да биде предмет на обезличување и дека единствени пријатели на македонскиот народ се само оние кои што го признаат за независен, посебен и кои го почитуваат неговиот континуитет од зората на аргијадите до денешни времења. Под број 2. Континуитетот на името и народот Македонија од антиката до денес. Нападите на континуитетот на македонската култура се најарогантен обид за дискриминација на еден народ. Од првден на независноста на македонскиот народ, многу народи се обидувале да му докажат на нашиот народ кој е и што е. Нашите јужни соседи во текот на својата историја ги имат именувано со десетина различни имиња: ахејци, јонци, елини, грци, данајци, румеи и така натаму. Ние откако знаеме за ова грудка земја била и ќе остане Македонија. И нема да дозволиме на некој фабрикуван ентитет кој се нарекува секој втор ден со друго име да ни кажува кои сме и од каде сме. Прво, нека се одлучат самите себе си за да можат да им кажуваат на другите. Браќата од позади Рила и ден денешен се обидуваат да сокријат дека тие што го донесоа писмото им го писменија народот дојде од македонската земја. Зарем оние кои ќе научат нас дека кои биле Климент Наум, кои ги оставиле своите мошти во оваа земја кој им беше мајка доилка. Не само нив, туку на секој еден народ, заедница или организација, на кому не му е јасно кои сме и што сме,
Друштвото антички македонци од Перт поседува доволно обучен академски кадар, кој е спремен да седне на маса и јавно да полемизира за сите историски недоумици и да докажеме дека откаран и првиот леп на Пердика до денешните внуци и наследници овде бил и постоел само еден народ, а тој е македонскиот народ. Ние друга земја немаме и друго благо не бараме, ама ќе стоиме до последен за овој народ и за ова парче земја. Под број 3. Разделеноста причина за слабост и непочитување. Која жал и чевер владае во срцето на секој домолюб и патриот. Деновиве, кога гледа како нашите најдрагоцени историски вредности се распродаваат и расфрлаат под ѓубришчата на балканската политика. Дозволуваме да бидеме обезличени и расторени, нашата национална гордост е свиена со главата надоле, нашиот збор е замолкнат во нашата собствена татковина. Нашите вонаводници и водачи секој ден ги проституираат најдлабоките национални чувства за лични интереси, гледаме луѓе, идеали од минатото, денес стануваат профитери и дволични кловнови. Нашиот рейтинг во светот го има цигнато самото дно, македонските друштва се обраќаат на лоби групите со апели, но никој не се осврнува ни од исток ни од запад. На што се должи сето тоа? Антички македонци од Перт сака да ја истакне разделеноста на македонскиот народ како главна причина за се ова. Секој ден се јавуваат нови и нови здруженија кои на папир ги имаат истите начела како и сите останати патриотски здруженија. Но на пракса малкумина стануваат верни на делото. За не очекувате некој да не смета за сериозни кога наменување на историско име излегуваат помалку народ отколку за концерт на народна музика. Доста е. Сакам да знаете дека потенцијалот на македонскиот емигрантски круг за поддршка е голем и неисцрпен. Тоа може да биде двигателна сила со која македонскиот народ може да излезе од оваа зависност кон нашите светски господари. Но како очекувате македонецот од било кој кај на светот да го одвои своето парче леп за поддршка дома, кога гледа само делба, раздор и неслога? Антички македонци Перт се согласува и обрзува да го поддржи секое патриотско друштво кој ќе успее да допре до срцето на македонецот и ќе го разбуди за спаниот џин. Она друштво кое ќе отиде најдалеку со пожртвуваноста кон делото и кое народот ќе го почувствува како свое и ќе излезе со него на улиците да се ја врати честа, ќе добие масовна, морална, економска и политичка поддршка од сите нас. Донесете ни водачи и пастири, а ние ќе застанеме зад вас во добро и во зло. Сакам да знаете дека ние ќе имаме право на лобирање кај нашите државни водачи само кога ќе имаме доволно силен одзив на народот овде, кој ќе ги привлече очите на странските влади да увидат дека ова што се случува е модерен геноцид и бришење на македонската нација. Под број 4. Креаторот на вештачката држава Северна Македонија не е надвор, туку внатре. Друштвото антички македонци сметат дека со распродажбата на нашето културно историско наследство на Атина и Софија, ние самите сме вршители на предавничкото дело, со цврста решеност да се спротивставиме на тоа бришење на историјата и создавање на вештачка творба, така наречена Северна Македонија. Сакаме да кажеме дека ќе го поддржиме друштвото Македониум во нивната истрајност да го прекинат процесот на самоукинување. Мора подитно да се действува за будење на народот и негово водење кон себе осознавање и заштита на нивниот културен и национален идентитет. И под број 5, антички македонци, лобисти на македонизмот во Австралија. Бидете спокојни, мили другари и драги сограѓани. Бојот за извојување на нашата борба го носиме и со константно лобирање на македонските организации и друштва во Австралија, пред австралискиот парламент и локалните влади. Македонците се ентитет кој постои во Австралија уште од втората половина на 19 век. Нашиот збор од секогаш бил добро слушан пред нашите авторитети и Австралија ја разбира борбата на нашиот народ. Голем број македонски успешни бизнисмени и академици лобираат за признавање на нашата држава под единственото префактливо име Република Македонија и лобираат за осознавање на вистината за македонската Голгота од трите дела на Македонија. Нашите власти го разбираат своето значење на зборот македонски и македонци и никогаш не ни го оспориле правото на употреба на тој термин, затоа што ја разбираат нашата култура и историја.
Браќа и соземјаци, помогнете ни во заложба за реализација на големото дело, со тоа што ќе создадете доволно силно движење кој ќе биде светилка и водилка на македонскиот народ. Кога ние ќе го имаме каменот, со кој ќе можеме да покажеме дека нашите мисли се мисли на народот. Нашите зборови ќе имаат поголема тежина, кај нашите авторитети и македонскиот народ ќе има поголема поддршка. Само силен и обединет македонски народ ќе може да си го заслужи своето место помеѓу светското семејство на независни нации. Ви благодарам срдечно за поканата и учеството на оваа конференција. Навистина буди топли чувства кај мене лично и кај македонската интелигенција во Австралија. Да живее Македонија, да живее делото антички македонци Пер, Австралија, председател Ацо Шапкар. Благодариме. Сега би направиле една многу кратка 5 минута пауза, доколку некој сакате да станете малку да се раздвижете, а потоа почнуваме. Сафет Куртович. И од господин Сафет имаме повик и сака да има своја кратка изјава. Тоа господинот Сафет Куртович се оние кои што може би го знаете преку социјалните мрежи. Ало. Се чуем? Да, одлично се слуша. Повелете, следе конференција сме. На конференција сте, така. Па добро пријатели мои, šta да вам кажем, само да вас поздравим, да кажем, да радите конечно ono što nisu radili ni jedni ni drugi, jer jedni i drugi su bili nečiji treći. I konačno Makedonci širom svijeta odustali do Amerike i Makedonije imaju nešto njihovo, odnosno prvo, ono što je najvažnije i bez čega ne postoji ni država, ni ljudi, ni budućnost. To je borba za makedonsko jedinstvo i za identitet koji oni, koji naravno ga nisu imali, žele da ga ukradu još od 13. godine i ranije i danas. Želim posebno da zahvalim Straško i svima i da vam kažem da mi je žao, pozvan sam da budem među vama. Danas nisam među vama samo iz jednog razloga, jer sam upozoren u strani jedne ambasade da moj život nije siguran u Makedoniji. Nisam htio da prihvatim taj rizik, ne želeći jednostavno da nešto što je lijepo, nešto što je poslije vardarski, pobjeza Vardara, danas jedna nova energija nade za Makedoniju, bude bilo čim narušeno. Još jednom, da vam ne oduzimam puno vremena, sretno, imate moju podršku mnogih ljudi sa kojima razgovaram i ja sam siguran svih Makedonaca koji ne pripadaju Grcima, Bugarima i ostalim komšijama, koji ne pripadaju zapadnim interesima, osvajačima, nego pripadaju Makedoniji, koji su pripadali 3000 godina. Znači, toliko sretno uz vas sam i naprijed. Bravo, bravo. Сафет Куртович, човек Мене лично ми е огромна кој што чест неизмерно го кога ценам. имаме луѓе како господинот Сафет Куртович. Се уплаши да дојде, кој што закан имаше. За мене лично го чувствувам како многу поголем македонец, за жал од некои наши високи представници на нашата земја. Му благодариме на господинот Сафет. Hvala vam još jednom. Neka živi Republika Makedonija, neka živi u porobljenom Egeju, u porobljenom Pirinu, Maloj Prespi i mome jugu, svuda, gdje god da je. Pobjedit će Republika Makedonija, jer Bog ne može da bude pobjeđen, a bez Makedonije kakva je bila i kakva treba da bude i za sve buduće generacije ne možemo da govorimo o Božjem poretku na zemlji. Sve nam u Boga naprijed, braći i sestre Makedonci, neka vas Bog čuva i hvala vam puno. Hvala. Браво. Пред кратката пауза, дами и господа, се извинувам, знам дека
сепак е малку загушно. Имаме повторно изјавата на госпоѓа Сузана Митева, веќе имаме видео кој што се надам овој пат нема да имаме прекини. Благодарам. Представници на Семакедонскиот национален совет Македониум, почитувани представници сите присутни од сите краишта на светот, дами и господа, сестри и браќа македонци, добар ден Македонија. Почитувани представници на Семакедонскиот национален и Нов Зеланд. Чест ми е да ве известам дека македонците, како овде, така и широм светот, стојат во одбрана на вековното македонско битие што ни е останато од нашите предци македонци. Светите браќа Кирил и Методи кажаа: ние го посејавме семето, а вие бидете живи да го ожнеете неговиот плод. Но се уште има изроди кои што се уништувачи на посеаното семе. Но македонецот е како пири. Ти го корнеш, а тој се повеќе се раѓа. Ние со вас го избравме патот за безусловен обстанок на духовно, етничко и верско поле. Не смееме да дозволиме да го допреме дното по туѓа наредба, помогнати од внатрешни предавници и изроди. Македонија е со река крв добиена за некој потрошка ум да го згасне целиот македонски народ и да ги избрише од живи сите македонци во светот. Мораме да ја гледаме наметнатата ситуација, која не тера да не можеме да се препознаеме самите себе си со своји очи, а не со туѓа диоптрија. Не смееме да дозволиме да сме емигранти без име во собствена држава. Единството ја создава силата да бидеме сплотени кон името, народот и нацијата. Македонскиот гениален книжевник Григор Прличев рекол: еден човек што не ја милува татковината не може да биде честен човек. Ние за предавниците нема да формираме СЈО, за да си ја спасат лажната совест. Самите меѓу себе ќе се уништат, а Македонија ќе биде вечна како сонцето. Никогаш повеќе на никој предавник нема да му падне на памет за власт, за пари, за неприроден блуд да ја продава Македонија. Жалам што поголем број на македонци од незнање или под притисок работат во полза на собствената штета, со што станаа учесници во процесијата на собствениот погреб. Но обичниот граѓанин, без лидер и лидерство во оваа идеолошка војна, не може самиот да се заштити од штетните последици на поразот. Затоа би сакало од овој собир да извлечеме позитивна поука. Уште еднаш го поздравувам ова величествено собрание и да му посакам плодна и успешна работа, кое со сето свое битие ќе се посвети на заштита на македонските национални интереси во сите делови на распарчена Македонија и на секаде во светот каде што ни има нас, македонците. Да живее обединета независна самостојна Република Македонија. Со почит се Македонски национален совет Македонија од Австралија и Нов Зеланд. Председател Сузана Митева. Уште еднаш, драги браќа и сестри, ви посакувам плодна и успешна работа. Големи поздрави од далечна Австралија. Ви благодарам. Би сакала само прво да го осврнете вашето внимание, во вашите папки се наоѓа документ со име Проглас до македонскиот народ. Би ве замолила во наредниве 5 минутни пауза да го извадете и секој од вас да го прочита тој документ. 10 минути пауза, со тоа што по еден представник од делегатите тука и за да се усогласиме околу некој работа да поразговараеме малку. Да. Останатите некој од бохолот ли? По еден представник од секоја делегација само ќе ве замолиме да останете во собава, а останативе ќе излеземе на една 50 минутна пауза. Ви благодарам. Не, оди јас ќе останам.